На само 3 дена пред крајниот рок за мандатарот Никола Груевски да состави влада се уште нема никакви информации за тоа како се одвиваат преговорите меѓу партиите. Според поранешниот претседател на Собранието Стојан Андов, во анализата на Нова и Портал, очигледно е дека е создадена атмосфера во која информациите за јавноста ќе излезат тогаш кога ќе оценат 4 партии потписници на пржино. Павле Трајанов смета дека состав на широка влада би значила спас за Ахмети и за Груевски. Цвета Пешовска, невработена мајка на 3 деца, е осудена на 3 месеци затвор поради неплатена сума за алиментација за незините 2 деца, чиј старател е поранешниот сопруг. Оваа 32 годишна жена за нова тврди дека и покрај тоа што уплатила 44.000 денари, уплатницата ја приложила кон жалбата, судот одлучил Пешовска да оди во затвор. Решението стигнало денеска. Весникот Нью Йорк Таймс објави репортажа за тоа како новиот американски претседател Доналд Трамп ги минува првите денови во Белата куќа. Како детали се истакнуваат дека тој станува во 6 часот и прво што прави ги гледа сите утрински вести, а додека појадува ги прелистува весниците Нью Йорк Таймс, Нью Йорк Пост и Вашингтон Пост, а во исто време објавува нешто и на Твитер.